Добар ден, криптоентузијасти. Денес имаме специјално неделно видео на мое огромно задоволство, а тоа е новиот самит во Бразил, кој што се одржа на 7 јули 2025 година на БРИКС, или 17-тиот самит на БРИКС официјално. Со тоа што првиот дел од денешното видео ќе биде самиот самит и што се случува моментално со БРИКС, а вториот дел ќе биде дедоларизација, која што наводно не постои и не се случува, и да видиме дали истата е реално тука и што се случува најново околу дедоларизацијата, која што, нели, повторно ќе кажам, наводно не постои. Сега, како што знаете и сами, значи имаме одредена, би рекол, меме фигура која што е екстремно против целата оваа ситуација, посебно против БРИКС, кој што нормално би сакал да каже неколку зборови пред да го почнеме ово видео, а ние потоа нормално ќе споделиме што се случува околу ситуацијата со БРИКС и ќе видиме дали тоа што он го зборува има било каков тип на логика или дали воопште е поврзан со реалноста која што моментално се случува. This will increase demand for U.S. Treasuries, lower interest rates, and secure the dollar's status as the world's reserve currency for generations to come. The reserve currency is so important. You know, if we lost that, that would be like losing a world war. We can never let anyone play games with us. And that's why when I heard about this group from BRICS, 6 countries basically, I hit them very, very hard. And if they ever really form in a meaningful way, it will end very quickly. I will tell you, for them, they won't be gone very long. I don't think they'll even do it. They're virtually afraid to meet. I also. Значи, еве како изгледа фацка која што моментално е целосно изгубена во семирот, нема апсолутно идеја што воопште се случува, зошто го велиме ова. Значи, да забележиме неколку интересни детали од говорот на Орангутанус американус, од типот дека наводно толку многу ги исплашил што воопште нема ни да се сретнат. Ова е 17-ти самит и во последно време, во последниве 3 години гледаме секоја година значителни самити на БРИКС. Наводно биле 6 членки кои што дури немало ни да се сретнат затоа што он толку многу ги исплашил. Орангутанус американус. Комплетно надвор од реалноста која што моментално се случува. Втора работа. Истиот зборува за тоа како наводно губењето на доларот ќе биде како да изгубиле Трета светска војна. За ова комплетно се согласува. И да видиме дали постои случај, нели, и на некој начин процес на дедоларизација која што наводно не се случува. Западниот свет, целата западна хемисфера, глобалната заедница, како што ни ја нарекуваат, комплетно одбива да спомне што моментално се случува околу дедоларизација, затоа ние имаме посебно видео со кое што посебно на македонците ќе им покажеме дека не е како што ви кажуваат на Анал 5 и Шител, или останатите распрскувачи на фекалии од западниот свет кои што се нарекуваат себе си медиуми, и ќе видите која е реалната состојба за она што се случува на пазарот моментално, посебно околу дедоларизација. Да тврдиш дека си успеал да ги уплашиш членките на БРИКС да се состанат во моментот кога истите се состануваат е, како да ви објаснам, значи врв на ретардираност. Но како и да е, тоа не е ништо ново кога станува збор за ретардираноста на посебно оваа личност, а и на целата нација која што стои позади него, но тоа нас не е воопшто ново. Така, од друга страна, многу јасно му одговорија од страна на членките на БРИКС на последниот самит, дека овие заплашувања апсолутно воопште нема да реагираат или пак да делуваат на понатамошната интеграција на глобалниот југ во БРИКС. И сега ќе покажеме колку. Една работа која што мораме да напоменеме на самиот почеток е дека за жал во овој самит на БРИКС немаше продолжување на, би рекол, претходната иницијатива и почеток на меѓусебен, да речеме, развој на децентрализиран систем паралелно на SWIFT, со цел да едноставно целосно го напуштат SWIFT како банкарски протокол за практично меседжинг на транспорт на капитал од едни до други земји и на тој начин едноставно да не бидат зависни од, пак ќе кажам, глобалната заедница на западни бивши колониалисти. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што видовме дека двајца председатели отсуствуваат од овој самит, а тоа беа нормално Путин и Ши Џинпин. Во нивно име имаше представници кои што беа присутни, највисоките дипломатски представници на Русија и на Кина.
Но за жал изгледа дека директното присуство на овие двајца претседатели нормално на некој начин и ги забавува потенцијалните големи одлуки кои што може да бидат донесени. Тоа не го менува фактот дека овој БРИКС самит исто така беше многу битен. Една од главните работи кои што се случи е официјално беше признаена Индонезија како нова членка на БРИКС. После последните 5 држави кои што беа приклучени во претходниот самит во Казан во Русија, каде што се уште се чека да одлучи Саудитска Арабија, останатите земји членки веќе се дел од БРИКС, како Иран, Обединетите арапски емирати, Египет, Етиопија и уште една не се сеќавам која ја пропуштам овдека. Како и да е, значи официјално и Индонезија станува целоправна членка на БРИКС на овој самит во Бразил. Дополнително, следната работа која што се случи на овој самит беше целосно да бидат признаени и интегрирани за партнери 9 нови земји, кои што се практично на еден чекор до постанување целоправна членка на БРИКС. Односно, овие земји кои што ги гледате овдека, моментално се партнер членки на БРИКС, кои што имаат соодветни права, но тоа е само еден чекор пред да станат полноправни членки на БРИКС, како што тоа го направи Индонезија. Односно, Белорусија, Боливија, Куба, Индонезија, Казахстан, Малезија, Тајланд, Уганда и Узбекистан. Со тоа што официјално Индонезија е веќе партнер членка, и дополнително овдека на овој самит беше додадена уште една земја од овие што ги гледате овдека, а тоа е Виетнам. Значи официјално ова се државите кои што моментално се партнер членки на БРИКС. И како таква, моментално БРИКС како конструкција има повеќе од 20 членки, што е повеќе од 10% од вкупната количина на држави во светот, меѓу кои едни од најголемите земји се токму членки на БРИКС. Нормално дека БРИКС е рамнотежа на Г7, пак ќе кажам Г7, која што е составена од бивши колониализатори. Значи, најголемиот дел од овие земји е буквално тоа. Бивши колониализатори во светот. Почнувајќи од Мала Британија, Северноафричка колонија, така наречена Франција, Швабистан и останатите како Мурика, Јапонија, кои што знаеме дека се едни од најголемите колонизатори во историјата на човештвото. Сега, една интересна работа која што секој од овие, пак ќе кажам, глобални распрскувачи на фекалии и така наречени медиуми заборава да ја каже, е дека има листа од 44 земји кои што моментално ја пополниле својата апликација за БРИКС и чекаат истите да бидат членка на БРИКС. Со тоа што оние кои што ви кажуваат дека ова се некои мали небитни земји кои што затоа што немаат што да прават, па затоа стануваат членки на БРИКС, еве ќе провериме некои интересни статистики после официјалното зголемување што моментално го видовме. Еве како изгледа моменталната мапа на БРИКС, каде што може да видите кои се земји членки, тоа се црвените земји, потоа кои се партнер членки со портокалова боја, кои се уште не одлучиле дали ќе станат полноправни членки, тоа е Саудитска Арабија, Аргентина која што го одби членството, верувајте ми, тоа ќе биде интересен момент во иднина, но како и да е, ќе стигнеме да го погледнеме и тоа. И оние кои што се уште им е понудено да станат партнер членки, но не одговориле. Како Виетнам, која што конечно беше одговорено и стана партнер членка, значи ефективно е во портокалова боја, Турција, Алжир и ако не се лажам, ова е Нигер, овдека што го гледаме. Така да тоа се земјите кои што дополнително треба да одговорат дали ќе станат партнер членки на БРИКС. Не заборавајте, Алжир има одамна аплицирано, Турција лично дојде во Казан, во Русија, во 2024 година со цел да ја добие ова, да речем, статус на партнер членка, така да верувам дека овие земји наскоро ќе го прифатат овој предлог. Со тоа што ако продолжиме понатаму, официјално, мај 2025 година, над 40% од вкупниот GDP на целосната глобална економија е во рацете на БРИКС. Над 40%. А за разлика од тоа, споредбено со моменталната гериатрија 7 на бивши колониалисти, гледаме дека има огромна разлика. Зошто? Затоа што моментално гледаме дека прво, нивниот процент од глобалниот GDP е во постојан пад. И тоа 2025 година гледаме дека екстремно и понатаму е во постојан пад и се очекува, односно се прогнозира дека ќе продолжи да биде во постојан пад. За разлика од тоа, можеме да видиме дека најголем дел од членките на во оваа ситуација на БРИКС се во постојан раст во процентот кој што го застапуваат од светскиот GDP. Дури оние кои што се под дебели санкции и понатаму се во значителен и постојан раст во однос на делот од GDP кој што го поседуваат, односно бруто домашниот производ во светот. Со тоа што погледнете и сами,
Моментално имаме јасна дистинкција, каде што повеќе од 40% од БРИКС од светскиот GDP е во рацете на БРИКС, а се помал е во рацете на гериатрија 7. Односно, овде ќе имам уште, само да видам каде го остави, а тоа е, сега ќе погледнеме. Значи, моменталниот GDP во рацете на гериатрија 7 е, само, за жал не може да најдем овдека, не. Треба да најдем податок, за ова за жал го немам, но како и да е значително помал и продолжува да паѓа во однос на вкупната количина на GDP која што е во рацете на гериатрија 7. Тоа значи дека глобалниот југ, кој што така го нарекуваат, се повеќе расте, за разлика од тоа, се помала е улогата и помала е значајноста на гериатрија 7 членките или Г7, како секате, најголемите економии во светот. Така. Сега една интересна работа која што мораме да напоменеме дека само прашање на време беше кога земите кои што имаат многу поголема популација, за разлика од овие бивши колонијалисти, конечно ќе го земат местото кое што им следува во светската економија и во, пак ќе кажам, одлучувањето за она што се случува во светот. Погледнете. Имаме ситуација во која што ова се членките кои што се делови на БРИКС, така, а во исто време се едни од најголемите по популација земји во светот. Вели, топ 20 земји по популација во светот се членки на БРИКС. Со тоа што првата, втората и четвртата се членки на БРИКС. Седмата членка на БРИКС. Единствена која што не е Мурика, која што е сама за себе партија, така. Пакистан, што мислите вие? Ќе се приклучи на гериатрија 7 или ќе се приклучи на БРИКС? Мислам чисто прашање. Нигерија е земја која што моментално има апликација за БРИКС и која што само што не станала членка партнер. Така. Бангладеш, пак ќе ја прашам, да не ќе се приклучи на гериатрија 7. Не, чисто да видиме кои се овие големи држави по популација и како вие планирате овие држави понатаму да останат примат во светот, кога првата од гериатрија 7 е на 3-то место, а втората е на некое, како ќе дојде дека, 10-то место, а тоа е Јапонија, така. За разлика од тоа, Мексико, иако е под закана, ако се сеќавате, они поднесоа апликација за БРИКС, потоа мора да ја откажат, затоа што нели им било побитно партнерството со Мурика. Ќе видиме до кога. Филипините уште една кукла и официјална колонија на Мурика, верували или не се уште. Конго, да не ќе се приклучи на гериатрија 7 случајно. Конго, една од најголемите, знаеме на која страна ќе тргне. Виетнам, веќе партнер, членка на БРИКС. Турција се чека да потврди партнер членка на БРИКС. Тајланд, партнер членка на БРИКС. Што значи дека од овие земји кои што гледам овде има само 3 кои што се дел од гериатрија 7 и ниту една која што потенцијално би продолжила да стане дел од гериатрија 7. Тоа се нормално Мурика, Јапонија и што би стане. Тоа е тоа. Така да, од овие 20 земји, 17 се членки на БРИКС, партнер членки на БРИКС или на пат да станат партнер членки на БРИКС. Сигурно ништо. Како велат, нема ова ништо, што вика некои 6 земји вика се собрале таму, вика не се ни собра, вика страфиме од мене моментално, вика гледаш, нема ни состанок. 21 век. Дали се свесни во Мурика дека ние уствари гледаме вести надвор од CNN и BBC, но како и да е. Еве како изгледа моментално популацијата во однос на растот на земјите членки на БРИКС официјално до 25-та година, каде што сега моментално има над 4 милиарди, а вкупно има 8 милиарди во светот, над 4 милиарди се дел од БРИКС. За разлика од тоа, само 10% вкупната популација во светот се наоѓаат во гериатрија 7. Тоа не е ни 1 милиарда, како и да е. Ова е таа златна милиарда за која што ние зборувавме на бивши колонијалисти кои што се уште живеат и работат така речено на грбот на светот. Да, ова е практично, да се извинам, ево делот од светскиот GDP, каде што ова е во 2023 година и пак, значи ова се уште не е апдейтирано до 2025 година, верува или не скоро и да нема, значи едноставно многу тешко се наоѓаат податоци затоа што не сакаат да објават тоа што реално се случува. Каде што било тогаш до 2023 година, сега е над 40 во рацете на БРИКС, а ова и понатаму е во пат. А во 2023 година 31% од глобалниот GDP бил во рацете на гериатрија 7. Значи нема во што моментално БРИКС не го прегазува гериатрија 7 и допрва тоа ќе продолжи. Во однос на проекциите и реалниот раст на GDP во 2024 година и понатаму, можеме да видиме дека членките на БРИКС се со минимум дупло, ако не и 3, 4, 5 пати поголем
раст на нивниот бруто домашен производ, за разлика од гериатрија 7. Нема оправдување, повеќе од јасно е каде овој тренд се движи. И тоа ова е само почеток, зошто? Ајде да видиме во чии раце се ресурсите моментално во светот. Кога станува збор за различни типови на прехранбени продукти, поточно во оваа ситуација станува збор за житни култури или блиско до житни култури. Ова е шеќерна трска. Скоро 70% од производството во светот е во рацете на членки на БРИКС. Сигурно ништо. Мејз, искрено не знам што е. Ова е единствената работа која што моментално мурика е негде, али во главно од 30 до 60-30% од што иде ова, искрено не знам што е точно како култура, е во рацете на Кина и Бразил. Во овие АДАР очигледно голем дел од нив ќе бидат поточно потенцијални членки на БРИКС или партнер членки на БРИКС. Кога станува збор за ОРИС, погледнете, над 60% во рацете на членки на БРИКС и партнер членки на БРИКС. УИТ, односно пченка, Кина, Индија, Руската Федерација, повеќе од 40% вкупното производство во светот. Сигурно ништо. Кога станува збор за ова палмино масло, Индонезија, Малезија, Тајланд заедно се скоро 90% од вкупното производство на ова култура. Исто така, сигурно ништо. И кога станува збор за компир, Кина, Индија и Украина заедно се над 45% од вкупната количина. Не знам зашто одека не е ставена Русија, кога знаеме дека исто така е еден од најголемите производители, но како и да е, повторно, еден од најголемите количини моментално директно во рацете на БРИКС. Сигурно ништо кога овие контролираат, па ќе кажам, едни од главните продукти на секоја трпеза и во секоја кујна. Така. Понатаму, кога станува збор за месо, погледнете колку од вкупната количина во светот моментално во однос на производство на пилешко месо, ќе извадиме мурика, че имаме прилика околу повеќе од 20% се произведуваат само во Бразил и Кина, без при тоа да се додаат останатите членки. Кога станува збор за свинско месо, Кина произведува над 40%, без при тоа да се спомнуваат другите членки во оваа ситуација, кои што верувам дека спаѓаат овде, над 40%. Кога станува збор за останат тип на месо, имаме некои 15% во мурика, но поголем дел, како што можеме да видиме, е во рацете на Бразил и Кина. Повторно, ова е без да се земат во предвид останатите земји членки. Ова е само чисто да видите дека многу голем дел од основните ресурси, прво прехранбените, се во рацете на БРИКС. Понатаму, кога станува збор за риболов и за производство, така речено, рибници на ваков тип на месо, 30% се во рацете на БРИКС на самиот почеток. Додека кога станува збор за рибници, повеќе од 70% од ваков тип на производство на месо е во рацете на БРИКС. Исто така сигурно ништо, така. А што правиме со фактот дека од топ 10 1, 2, 3, 4, 5 членки се директни членови на БРИКС. Ирак се очекува дека наскоро ќе стане партнер, а потенцијално и нормално членка на БРИКС. Саудиска Арабија се очекува дека ќе одговори наскоро да стане полноправна членка на БРИКС, а за разлика од тоа, само Канада и Мурика се дел од гериатрија 7. Кувајт останува да видиме на која страна ќе застане, но како и да е. Дали ви е јасно дека се повеќе и повеќе контролата над значајните ресурси во светот е во рацете на БРИКС? Да не мислите дека ќе им попуштат на гериатрија 7? Да не мислите дека ќе им продадат ефтино на гериатрија 7? Посебно после она како се однесуваат во последниот период кон членките на БРИКС и на глобалниот југ. Кога станува збор за природен газ, во топ 15, аз извинувам дека мислам дека имаше, не, тоа е топ 10, топ 15, погледнете. 1, 2, 3, 4, 5, 6 од топ 15 членки на БРИКС или потенцијални членки, зашто Малезија се уште не е потенцијална, они се партнери на БРИКС, но да продолжиме понатаму. Туркменистан. На чија страна ќе застане Туркменистан? Бивша СССР република. Венецуела, социјалистичка држава која што целосно е поддржана од Русија и Кина. Сигурно на страната на гериатрија 7 ќе застане. Нигерија, моментално апликација за партнер членка. Алжир, моментална апликација за партнер членка. И што правиме сега? Од 15 земји, 10 земји се или членки, или партнер членки, или јасно се гледа дека ќе застанат на страната на БРИКС. Кои се овде као остануваме?
од страната на Гереа-37, Мурика, Канада и потенцијално Норвешка. Не сум сигурен, но мислам дека е дел од Гереа-37. Тоа е тоа. И шо викате? Нема ништо од БРИКС. Вика, 6 земји, вика, нема ние се состанат, вика, многу име страф од мене. Од орангутанус американус, замислете. Колку моментално поседуваат од производството на железо. Со тоа што ова е нормално основната руда на железо. Бразил, Кина, Индија, Русија, Јужна Африка, Казахстан, Иран. Од топ колку се овдека? 2, 4, 6, 8, 10. 7 се членки и една партнер членка на БРИКС. Сигурно ништо, така, сигурно ништо, со тоа што Украина сигурно ќе влезе во Гереа-37, единствено не остануваат кои? Австралија и Канада. Па ќе кажам, сигурно ништо. Очигледно Гереа-37 ќе победи, така. И никел, каде што исто така можеме да видиме исклучиво голема доминација кога станува збор за БРИКС, каде што се Индонезија, Русија, Кина, Бразил и Куба. Куба е единствена членка партнер, останатите се полноправни членки, а пак Нова Каледонија како бивша или мислам дури сегашна колонија на Франција сигурно ќе отиде на страната на Гереа-37, така. Пак ќе кажам, значи несразмерно и јасно се гледа дека се повеќе и повеќе и ресурсите и се што моментално гледаме во овој аспект спаѓа се повеќе во рацете на БРИКС. Им се допаѓало тоа или не, тоа е суровата реалност. А сега ќе поразговарам малку повеќе за дедоларизацијата, која што наводно не се случува. Еве ние вакви неписмени, од Балканот небричени, заостанати, ќе направиме истражување за тоа дали е тоа вистина. Со тоа што одека нормално знаете дека најголем дел од пак ќе кажем информациите кои што ги земаме од западните медиуми, за да не може да се јаде бурек дека наводно ова е руска или кинеска пропаганда. JP Morgan, руска банка, така, вика, моментално имаме ситуација во која што повеќе од јасно е дека големо намалување имаме во користењето на доларот во одредени форми, кога станува збор за меѓусебна размена на трговија и во државните резерви на долари. Сигурно ништо. Кога JP Morgan, најголемата американска и светска банка, ви го кажува ова на 1 јули 2025 година. Се старена некоја информација, 26 дена е стара, така. Од друга страна вели, да, во централните банки гледаме дека се помалку и помалку има долари. Потоа, можеме да видиме дека држењето на долг од страна на странски ентитети, приватни и од правни и физички лица, е вика најниско во последните 15 години. Чекај, сега ќе ви покажеме, се ќе биде тоа јасно, така. И вика се повеќе и повеќе трговијата, посебно на енергетските пазари, се движи надвор од доларот. Сигурно ништо, сигурно ништо. Да се подсетиме дека во 2023 година, значи пак ќе кажем, ова е страна која што е прозападна, многу јасно 2023 година беше изјавено и тоа овдека според JP Morgan, значи ова е според статистика на JP Morgan, за жал нема понова, значи ова е почетокот на 2024 година. Понова вест не можам да најдам, не објавува никој. Вели, 1/5 од вкупната количина на трансакции во светот кога станува збор за нафта не е во долари. Со оглед на фактот дека единствената сила која што стои позади оваа валута во светов како резервна валута и најака валута е нафтата. Нема никаква друга вредност освен тоа што се уште во најголем дел трансакциите кога станува збор за купување и продавање на нафта се реализирани во долари. А што правиме со фактот дека во 2023 година веќе 1/5, тоа се 20% од трансакциите во светот биле надвор од доларот. И сега нема нови информации, значи ние не можеме да најдеме нигде, ја се убив од барање, за да видиме колку е сега процентот. Дали можеби сега е 1/4 од трансакциите се надвор од доларот. Но наскоро ќе тоа знаеме, не може тоа да го кријат бескрајно, се разбираме. Односно што ви кажува тоа? Дека кога единствената сила или единствениот ресурс кој што стои позади оваа зелена тоалетна хартија, така наречена долар, ќе престане да биде тргуван во истата, автоматски неговото значење ќе престане да постои во светот. Единствениот ресурс кој што постои позади оваа тоалетна хартија во боја. Но како и да е, ќе почекаме ние, па ќе кажам, ние сме упорни дечки.
Сега, да погледнеме некои интересни изјави од Орангутанус Американус, посебно кога станува збор во однос на неговите закани, за тоа што ќе направи на БРИКС, како ќе им се одмаздел, како он ќе направил готово тоа да се распадне и да видиме дали тоа реално се случува. Или пак, напротив, ние во неговото председателство имаме 8 нови партнер членки и една нова целосно полноправна членка на БРИКС. The BRICS nations, I think that's breaking up rapidly. We said that if they're going to go and do anything to undermine the dollar, that includes China. I don't even know that they're a member of BRICS, but they had a few nations. Вика, наскоро ќе се распаднат, вика, и им кажав дека не смеат, вика, да прават ништо во однос на превземање на контролата, вика, од пазарот, да не смее да се оди против доларот, вика, посебно, вика, Кина, која што не знам, вика, дали е и членка, значи, ова е, драги мои, председателот на најголемата економија во светот, председателот на најголемата демократија во светот, кој што не знае дека Кина е една од основоположниците на БРИКС и една од оние главни двигатели на процесот на дедоларизација. Значи, како да ви објаснам? Степенот на неписменост. Ајде во ред кога не знаеше што е тоа Конго и дали се јаде, ама дојдевме во ситуација во која што не знае дали Кина е дел од БРИКС. Ете, толку он знае за БРИКС, а зборува дека дедоларизацијата наводно не постоела. Тоа само во главите наши заостанати, така. Get together to try and play cute. And I said, we're going to put 100% tariff on every one of those nations. And at the mere thought of saying that, I think that's all broken up. That idea has no longer sailed. Now, that would be a terrible thing for our country. It would be bad for the world. They wanted to undermine the dollar. Значи, наводно ќе ставал 100% тарифа на сите оние кои што сакаат практично да пробаат било каков тип на дедоларизација, така. Ама ние сите знаеме за акронимот ТАКО и што истиот значи, а Трамп е класичен пример за chicken out, Trump always chickens out, тоа е акронимот ТАКО, ако не сте знаеле. И првата закана беше 100% тарифи на сите оние кои што ќе пробаат дедоларизација. Они не пробуваат дедоларизација, они применуваат дедоларизација. И тоа ќе го докажеме моментално. Ајде да слушаме што друго се закани. Знаете како? Ова изгледа како old man yells at Bitcoin. Оваа ситуација old man yells at BRICS. Вика 10% тарифи, вика, на било кој што е членка на БРИКС. Вика затоа што беа направени, вика, за да го на некој начин, вика, намалат или на некој начин целосно одземат дејството на доларот на пазарот. Да, брат, точно за тоа се. Се посраа готово сите. 10% вика тарифа ако сте дел од БРИКС, така. Памтете го. Значи 100% тарифа ако пробате дедоларизација и 10% плюс ако сте членка на БРИКС, така. И да го погледнеме последниот, само секунда, да го споделиме соодветно, за да може да слушнете звукот, потенцијално може не го слушнавте последното, но како идејата е многу јасна. На кратко само требаше тоа да го презентирам, се извинувам ако немаше звук, односно дека нели 10% за сите оние кои што ќе бидат членки на БРИКС, така. Значи доколку стигнавме до 110%, така. You know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS is they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar and the standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. And they had a meeting the following day, and almost nobody showed up. Гледаш ли се? Значи он усвари не знае што се случува во светот. Вика им се закани, вика дека ќе им ставам 10%, вика тарифа, вика и следниот ден вика имаа состанок, вика скоро никој не дојде на состанокот. Прво, дечко, они немаа состанок заради тебе. Второ, на состанокот дојдоа сите со исклучок на два председатели, каде што беа пратени највисоките представници на нивниот дипломатски кор
И зошто е тоа така? Значи не заборавајте дека било кој од овие двајца претседатели, доколку му се случи било што на патот до Бразил, тоа ќе биде голема победа за свињава американска, се разбереме. А тоа дека потенцијално нешто случајно ќе му се случи или на Ши Џинпин или на Путин е голема веројатност. Јас комплетно ги разбирам зошто не би се нафатиле да патуваат до Бразил моментално. Така да не се појавил никој, а 17-тиот самит имавме нови 8 членки и нова една, тоест нови 8 партнер членки и нова една полноправна членка. Значи он воопште не знае ни што се случува во светот. They didn't want to be tariffed to the head. It's amazing. No, we're not going to let the dollar slide. If we have a smart president, you're never going to let the dollar slide. If you have a dummy, that could happen. Like the last one, if you ever asked him about the dollar slide, he would have no idea. Пази, претходниот претседател вика нема воопште идеја, вика дека моментално доларот ја губи неговата вредност. Значи ова, драги мои, е пример за ретардираноста, неписменоста и целосната неповрзаност со реалноста моментално во светот од страна на американската администрација. Без разлика дали биле демократи или биле републиканци, слонови или магариња, апсолутно исто. Они немаат апсолутна појма што им се случува прво со нивната валута, а не со БРИКС, така. Ако, па ти кажем ја, значи моментално ваквиот степен на игнорантност и неписменост од страна на оние кои што ги водат овие луѓе е екстремно добар и позитивен за сите оние кои што се надеваме дека конечно ќе добиеме нова превласт во светот, која што не е креирана од претходните колонијалисти, туку е креирана од луѓе кои што потекнуваат од колонии. Оние кои што биле казнети да живеат во колонии поради ваквите, пак ќе кажам, бивши колонијалисти. Сега, погледнете овдека. Ние имаме ситуација во која што вели вкупната количина на доларот во странските резерви е 57%. И сега ќе покажеме колку паднала за да стигне до 57%, а истата пред само неколку декади била над 90%. Вкупната количина од експортинг инвойсис, односно меѓународна трговија во долари е 54%. Тоа е половина од вкупната трговија во светот. А претходно, пак ќе кажам, на Бретон Вудс договорот истата стигнала и до неверојатни 90%. Единствено каде што има целосна и пак ќе речем голема доминација е користење на доларот во би рекол меѓународните берзи, каде што се уште има една од главните улоги во размената на валути. И сега да погледнете го. Во последниве 20 години, значи од 2020 година па наваму, кога има околу 72% во однос на странските резерви на долари, така, значи колку во странските резерви биле во долари, сега е под 60, така, со тоа што официјално последната информација ни е дека стигнал до 57, така. Значи тоа е огромен пат од 72-3% до 57%, се ближиме скоро до 20% пат на количината која што ја држат државите во долари. Не, тоа сигурно не е дедоларизација, тоа е само во нашите глави. И пак не заборавајте, ова што гледате овдека е CNBC и информација која што доаѓа директно од Интернационалниот монетарен фонд. Ова е буквално десното маде на НАТО. Тоа се двата економски органи во склоп на НАТО. Интернационалниот монетарен фонд и Светската банка. Сигурно вие лажат, така? Ова што гледате овдека, Мерачов, е Atlantic Council, директно под власт и контрола на НАТО како организација. Пак ќе кажам, сигурно лажат ова. Комунисти ве не лажат, така? Ова што гледаме овдека е производ на Бирото за статистика на Мурика. Каде што вели, до овој момент, во последниве 100 години, доларот изгубил 99% од неговата вредност. И овие лажат, сигурно. Пак ќе кажем, ова се нивни органи, ова се нивни официјални податоци. Ова не е шпекулација, ова не се некои таблоиди, ова е официјална статистика и информации, ама нели, кога го слушате Орангутанус Американус на CNBC, звучи како БРИКС да готово се усрале, се распаднале, вика не знам, вика Кина по се излеја, вика може и да не е дел од БРИКС, ете толку знаат моментално, а ова е што реално се случува. И сега пак ќе ве прашам, дали вие би инвестирале во економија или би држале валута на економија која што е 36 трилиони долари во долг, 36,7, наскоро ќе биде 37, официјално се, ама ајде ќе им попуштиме, моментално они сами си
кратат од долгот, но како и да е, 37 трилиони дечки колку и да си кратите, нема бегање. Се движи во нагорна линија, како што можеме да видиме експоненцијално, односно чартот по кој што моментално расте долгот на Мурика е еднаков на меме коин. Ова не е економија, ова ние во криптосекторот го викаме Dogecoin или Shiba Inu или Fartcoin, како сакате. Значи, така изгледа моментално економијата на Мурика, така. Значи, дали ова вас ви изгледа на сериозна економија или сериозна држава, која што моментално е 125% од сопствениот долг, се извинам, 125% од сопствениот GDP во долг. Дополнително, каматата која што ја плаќаат на овој долг, нема ни да логуваме премногу, само чисто овака да ви известам. Повторно, ова е нивна официјална страна, значи фондација во Мурика која што води сметка за тоа колку е долгот и колку е каматата на долгот. Ова е уште поинтересно. Мурика моментално на годишно ниво во најдобри години успева да акумулира негде околу 4 трилиони долари од даноци, што уствари представува единствениот буџет кој што го има. Така, значи тоа се парите кои што ги имаат заработено сопственото население. Дополнително, истите трошат повеќе од 6 до 7 трилиони долари за да успеат да ја поминат годината во сопствениот буџет. Така, значи они имаат опрлика 2 до 3 трилиони дефицит на буџетот. Што значи дека они секоја година мораат да позаемуваат дополнителни 2 до 3 трилиони само за да може да ја преживеат годината. И плаќаат неверојатни. Само до сега во оваа година 749, ама ова е во јули. Се уште не е земен во предвид јули, а ова се рачуна до септември. Во претходните години можеме да видиме дека експоненцијално уште од 2020 наваму каматата на нивниот долг расте како да нема утре. Во 2020 година плаќале 352 милиарди долари камата на нивниот долг. Во 2024 година плаќаат 882 милиарди долари. Тоа е повеќе скоро 3 пати. Значи скоро 3 пати се зголемила каматата на нивниот долг за само 4 години. Дали бас ова ви изгледа за одржливо? Значи, дедоларизацијата највеќе се случува заради тоа што Америка сама го прави ова, не заради тоа што ние се обидуваме, се разбереме. Не дека не се обидуваат, да се разбереме. Но како и да е, ова, пак ќе кажам, е неодржлива економија, ова е еднакво на понзи шема или било кој меме кој изберете си од криптосветот, за да ви биде појасно. И они досега успеале да се заложат 750 милиарди долари, а вели моментално теркот во однос на другите години е со екстремно повисок интензитет. Односно, во истата оваа година, во јуни 2024 година, до тој момент, каматата која што ја платиле била 682 милиарди, а сега е 750. Тоа се 70 милиарди повеќе платени само за камата. И наскоро истата се очекува да биде 1 трилион. Значи, наскоро проекцијата е дека, погледнете, уште во 2025 година, оваа година, они очекуваат дека каматата ќе биде 1 трилион. Значи, они имаат повеќе од 3 пати раст на каматата на нивниот долг за само 5 години. А ова ќе расте експоненцијално затоа што се повеќе и повеќе мораат да се задолжуваат. Посебно со последниот закон кој што го донесува, тоа е The Big Beautiful Bill, со кој што се очекува оваа разлика помеѓу така речено дефицитот на приходи и расходи на нивниот буџет да порасне уште повеќе. Сигурно ништо. Во Кина и Русија се криви за ова 100%. Не е дека нивната администрација го прави ова, се разбираме. Како и да е, ова што гледате одека е крајно неодржливо, ова е еднакво на значи знаете како, ако ова човек ќе биде некој обичен коцкар, кој што верувам дека ниту некој ќе му поземи нешто, ниту некој ќе го погледне воопште, но затоа што станува збор за државата со најголема армија, едноставно ворете, не е проблем, ќе им позајмиме, така. Овие информации кои што ги гледаме овдека се директно од US Treasury. И ако не се лажам овдека, ево, US Treasury Department. Погледнете колку се намалува количината на пари кои што им ги позајмува странските инвеститори во однос на нивниот долг кој што постојано расте. Ова е од истата оваа страна, како што гледаме, значи изворот е US Treasury. До 2003 година ова било неверојатни 45%. За жал не можев да го најдам тој чарт, но 2012 година, погледнете, значи највисокиот степен кој што успеале да го постигнат во последниве, да речем, декада, е 35% од вкупната количина на долгот на Мурика е во рацете на странски инвеститори. Што значи тоа се приватни и правни лица и држави, нормално странски карактер во однос на надвор од Америка, кои што купуваат државни обврзници од Мурика. Од 2015 година, кога достигнале некој локален врв од 35%, моментално влогот во
мурикански обврзници, односно мурикански долг од страна на било кој надвор од Америка е паднат за цели 10%. Тоа значи дека се помалку е популарен муриканскиот долг. А зошто е тоа така? Заради тоа што го погледнавме сега. Неодржлив, крајно висока каматна стапка, крајно високен долг, значи над 37 трилиони, и тоа оди уште повеќе да ескалира. Само прашање на време кога се тоа ќе експлодира. Па како ви очекувате дека луѓе кои што имаат 2 грама мозок, кои што инвестираат, кога ќе го видат сето ова и понатаму би купувале државни обврзници од Мурика? Но не се секирајте. Спахиите се овде да го спасат денот. Погледнете, истиот овој артикл, истиот извор, муриканската, тоа е практично Министерството за финансии, односно US Treasury Department, каде што погледнете, дури ни нивниот најголем би рекол партнер во оваа ситуација, тоа е Јапонија, мада одека не е ставена Јапонија, ова е Кина и Хонг Конг заедно против евро зоната. Моментално гледаме активно како постојано Кина го намалува своето изложување на мурикански долг, постојано, значи без прекин, и тоа овдека можеме да го видиме соодветно на најнов чарт. Погледнете. Значи постојано уште од 2000 и така речено 11-2012 година имаме постојано празнење на резервите на мурикански долг кој што ги држи Кина. Што значи дека Кина се обидува да се децентрализира, да има што помал на некој начин инфлуенс, удел од страна на Мурика кога станува збор за нивниот долг. Зошто? Се сеќавате што случи со руските резерви кога почна војната во Украина, истите беа замрзнати. Затоа и моментално гледаме како овие членки на БРИКС, посебно Кина, со брзина на светлината го намалува своето изложување на странски долг, посебно на Мурик. Сега, погледнете кој го купило. Значи, не се секирајте, тука се спахиите, односно земите на Европа да ја спасат Мурик. И па ќе кажам, само напред нека продолжат, односно погледнете. Имаме ситуација во која што сето она што го продаваат странските инвеститори надвор од гериатрија 7 и НАТО, моментално го купуваат сите спаки во нивниот сојуз. Погледнете. Дури Јапонија моментално го намалува своето количество на долг од Мурика, арно ама. Мала Британија, Белгија, Луксембург, Швицерланд, Кајманските острови, Ирска. Со исклучок на Ирска, останатите се горе-доле и Кајманските острови, ајде би рекле, бивши колониализатори. Така, ако продолжиме понатаму, сите спахи, купуваат, нема проблем. Зошто? Така им е наредено. Канада, купувај, така и тоа погледни. Екстремно купување. Зошто? Никој друг не купува долг, така. Северна Афричка колонија Франција, само напред. Само купувајте и кога ќе се распадне сето ова, тогаш дури ќе видиме. Тајван исто, колонија на Мурика, така, нели ќе го браниме Тајван од Кина. Единствено Индија, која што моментално гледаме дека исто така акумулира мурикански долг, но тоа е тоа, за разлика од тоа останатите членки го намалуваат своето учество во долг. Тоа е во однос на муриканската валута и муриканскиот долг. Гледаме екстремно намалување во неговиот инфлуенс во светот, како долар, како валута, и долгот се помалку популарен во светот. Сигурно ништо. Вториот дел кој што важи за една од оние големи АПО, би рекол, нели, моменти, Баба Рога, 8 јули 2025 година. Од кого доаѓа ова? Atlantic Council. Вау! Вика, дали сте свесни, вика, дека моментално, вика, многу од БРИКС членките екстремно зависат, вика, од нивниот експорт, односно извоз во Америка. Наводно не можеле без него, така. Добро, во ред, ќе погледнеме. Ајде вака сега. Русија, така, вика, многу голема зависност, вика, моментално имаат, вика, од Мурика во однос на нивниот извоз. Русија, брат. Што си е ставало уопште? Па Иран го ставиле. Добро, во ред. Еве како изгледа, дали е зависна или не. Односно, ова што гледаме овдека е крајно добар пример дека не мора да тргувате со Мурика. Односно, погледнете. 2021 година, пред да почне војната помеѓу Русија и Украина, ние сме имале 2 и овдека можеме да видиме дури до 3, како беше овдека некој имаше, еве 3. Значи 2 до 3 милиарди долари извоз од Русија во Америка. Колку имаме моментално? 100 до 300, еве највеќе 500 милиони долари извоз во Америка. Тоа е од 6 до 10 пати помалку за разлика од пред 4 години, така? Се распаднали Русија? Наводно биле зависни од извозот во Мурика. Русија се распаднале.
Тоа значи дека овие 2,5 милиарди кои што ги немаме моментално во извоз во Мурика, отише на некој друг пазар. Очигледно Русија не се распадна. И покрај тоа што оние понатаму се надеваат дека тоа ќе се случи. Како беше вика, ако не успее вика 18-тиот пакет санкции вика, уште 5 пакети санкции вика и сигурно ќе пропаднат. Така. Да се потсетим уште една интересна работа. Како беше 145% тарифи на Кина, ама ние знаеме дека Trump always chickens out, така, тако. 145% тарифи на Кина. Како заврши ова драма, се сеќавате? 35% помалку контейнери со роба дојдени во Лос Анџелес во текот на април-мај. Што значи Кина веднаш престанала да извезува во Мурика. Значи можело, така. И што добивме во таа ситуација? Јас пак ќе ве потсетам на едно многу битно интервју, ова е пак ќе кажам еден од представниците на финансиските органи на Кина, кој што многу јасно кажа и што ако не можеме да извезуваме во Мурика? The problem is that in this scenario, to use your metaphor, the US has the bigger gun, and so China ends up having more to lose from this trade war, doesn't it? You know, it can't sustain the loss of 15% of its export market, i.e. what you export to the US. Not at all. Вика, China is full. според вашата логика, вика, моментално Мурика вика, го има поголемиот пиштол, вика. Ако вие престанете да извезувате во Мурика, вика, тоа се 15% вика од вашиот извоз. И fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market. Значи, овие западни кукли, кои што моментално очигледно некој ги игра, нив не им е дури ни јасно дека тоа е возможно. Како тоа може, вика, да тргувате, вика, без да учествувате на пазарот, вика, во Мурика. Многу јасно каже кинезот. Вика, ако Мурика е спремна, вика, да престане да ги прима, вика, продуктите на Кина, во ред, вика. Само кажете, вика, и тоа е тоа, така. Само секунда. Добре, имам малку проблем, не знам зашто. Фидот не се движи, но само секунда ќе обседиме и тоа. The problem is that in this scenario, to use your metaphor, the US has the bigger gun, and so China ends up. Please don't scroll. I'm just trying to become a big content creator one day. Shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. Шо вика? Може ли без Мурика? Та не ти се верува, вика. Ама ќе го изгубите, вика, 15% вика од вашиот, вика, извоз. Вика, не ни е гајле, вика. Дечкото дури не остави ни да докаже. Значи, вика, не ни е гајле, вика. Ние сме спремни, вика. Кина постоела 5000 години и планираме да постоиме уште 5000 години, без разлика на тоа дали се допаѓа тоа на Мурика или не. Односно, погледнете овдека. Нема проблем, погледнете. Во 2024 година, во основа имаме околу 30 до 40 милиарди долари извоз во Мурика. Тие 2 месеци, кога настапија овие тарифи, односно мај и април, извозот паднал за неверојатни 50%. Значи можело. Очигледно се спремни да направат прераспределба и тој извоз дојде на друго место наместо во Мурика. Значи можело. Значи не е така како што кажуваат. Многу едноставно е да пишете, ама вие членки имале многу се зависни, вика, моментално, вика, од извозот во Мурика. Хајде ќе видиме. Еве изгледа малку поинаку кажуваат работи. Односно на крајот што испадна, кој кого бараше за преговори? Се сеќавате? Вика, Кина, вика, ќе ја процени, вика, понудата на Мурика, вика, за да се почнат преговори. Да се потсетиме. Мурика беше таа која што ја бараше Кина, за да се намалат тарифите. Не Кина Мурика. Што значи дека на некого му било тешко, ама изгледа на Мурика и било потешко, така? Али добро, нели? Трамп рече дека се распаднале, така да, нели? Мораме да знаеме. Така да, што гледаме ние овдека моментално? Класичен момент на тако.
Trump always chickens out. Ајде да се подсетиме уште една интересна работа. 50% тарифи на Бразил. Исто така интересна работа. Што Бразил е една од ретките земји во светот кој што моментално има дефицит во однос на размена на продукти со мурика. Односно, мурика прави поголем извоз во Бразил отколку што Бразил прави извоз во мурика. И они 50% му ставија на Бразил затоа што не му се допаѓало како се изразил нормално на последниот самит во Рио де Жанеиро, не му се допаѓало како се изразил да Силва, председателот на Бразил. Дечко, кој си ти? И нормално можело, што вика да Силва во ред, тогаш и ние ќе ви ставиме 50% тарифи вас. И во оваа ситуација кој ќе изгуби, ако знаеме дека ова е една од ретките земји во кои што мурика прави извоз повеќе отколку што прима извоз од истата. Кој губи во оваа ситуација, ја прашам. Односно тоа многу јасно го кажа самиот да Силва, кажа не смееме да дозволиме ваков тип на булинг, така, ваков тип на принуда. И дека мора да се врати реципроцитетно со тоа што Силва ги повика и другите држави да го следат истиот пример. И сега, значи можело, што беше 10% екстра тарифи вика на сите БРИКС членки. Еве Индонезија е БРИКС членка, така. Значи која беше првата тарифа која што наводно ќе беше имплементирана до 1 август ако нема договор? Да го најдеме само каде е Индонезија. Индонезија 32%, така. Значи што сега викаме? 32% плюс 10% за тоа што се членка на БРИКС, плюс 100% за тоа што пробуваат дедоларизација, така. Значи треба да имаме 142% тарифи за Индонезија, како пример. Што направија они? 19% тарифи. Направија договор со Индонезија. Индонезија и понатаму е членка на БРИКС. Не испадна од БРИКС, не престана со дедоларизација, тоа сега ќе го покажеме. Што значи што викаме овдека? Trump always chickens out. Најсвеж пример. Договор пред само еден месец со Индонезија. Наместо 140%, како што беше сето оно што го ветува до сега, 19%. Што правиме сега? Или пак ќе кажам, или они апсолутно нема појма што се случува, па само лупаат без веза некои работи, чисто како да се каже нешто, као демек да изгледаат јаки. Ајде вака сега. На CNBC наслов вика развод со доларот, вика Азија моментално се движи јасно и несомнено кон моментот да не се користи веќе доларот на нејзината територија. Азија е најголемиот континент. Азија е и по територија и по популација најголемиот континент. Ова е вест од 11 јуни 2025 година. Сигурно ви од CNBC не знаат што зборува. Руска пропаганда е, така, или па кинеска, или може од Иран да е пропаганда, така. Ајде вака сега да провериме што се случува моментално меѓу членките на БРИКС, затоа што наводно дедоларизација е забранета. Ајде да видиме дали е тоа така. Modern Diplomacy, западен сајт, вика дедоларизацијата и БРИКС, вика a new global power shift. Ма немој. Чекај, нели немаше ништо, нели кој што јас слушнав од Трамп се распадна, вика БРИКС не се ни состанаа, вика. Вика 6 членки, вика и дури вика кога ги исплаши, вика дури не се состанаа. И се смеат бе. Останати во публика се смеат. Значи до степен што очигледно и неговата публика е крајно ретардирана. Комплетно надвор од реалноста на моменталниот свет. Април 2025 година. Чекај, како New Global Power Shift? Чекај, нели губи БРИКС? Јако што разбрав, се распаднале или тоа само за распрскувачи на фекалии важи, така? Вика, Русија и Белорусија, најнова вест, јуни 2021 година, 99% од меѓусебната размена надвор од доларот. Нели нема дедоларизација, нели тоа е само во нашите глави. Зошто е надвор од доларот 99% од размената помеѓу Русија и Белорусија, пак ќе кажам, најнова вест. Е сега да се подсетиме, во последните неколку самети, почнувајќи уште од Јужна Африка, една од главните цели на БРИКС беше што? Целосно елиминирање на доларот во меѓусебна размена на трговијата помеѓу овие земји. Така беше. Ајде да видиме дали тоа било успешно во последниот период. Прво почнавме, како и секогаш нормално, Русија и Кина. Уште во април 2024 година вели целосно, али апсолутно целосно заменета трговијата помеѓу овие две земји во локални валути. Ништо не се користи од доларот. Значи целосната размена помеѓу Русија и Кина во
меѓусебни валути, рубли и јуени. Со тоа што моментално еве го, пак ова е малку постаро, од септември 2024 година, новите вести алудираат дека целосно е заменета, дека не постои никакви користење на долари моментално во меѓусебната размена помеѓу Русија и Кина. Дополнително, заради тоа што дополнително се зајакнаа санкциите против Русија и беше забрането користење на долари на нивните берзи. Они целосно ги заменија сите парови на странски валути на сопствените берзи и во сопствените банки со јуен. Што значи дека Кина помогна во оваа ситуација на Русија, тоа е поентата на овој сојуз, да се држат едни со други, да ја направат таа глобална промена која што е битна и буквално го заменија целосно доларот, што значи дека во Русија имате 0 долари, а функционира да не ти се верува. Не се распадна, замисли. Нели ќе се распаднеше? Кога тоа? Вика рабл ту рубл. А што правиме сега? Релативно јас овде како што можам да видам, валутата им е сосема стабилна, дури и моментално доста висока. Зошто? Од овој момент овдека до овде ние имаме оприлика 16 пакети санкции и овдека го донесоа 17-тиот. И што гледаме ние моментално? Рублијата и понатаму расте. Не само што расте, туку нивната централна банка само што почна да ги намалува сопствените каматни стапки затоа што и инфлацијата моментално почна да се враќа во нормала. Покрај 18 пакети санкции и тоа се вкупно 26.000 поединечни санкции против лица, органи и компании од Русија. Кога ќе се распадне Русија? Изгледа не ви оди некако, Нели готова беше Русија? Нели требаше да се распадне? Ја, ако се сеќавам до сега, требаше веќе и Путин да биде мртов и цивилна војна да има, дури имаше муабети како ќе ја делите Русија. Ко се сеќавам, нели? Чисто за овие што се навивачиве за кале, да ги прашам. 90% вика од размената на трговија помеѓу Русија и Индија во локални валути. Значи не биле само Кина и Русија, а можело и без доларов, човече. А Индија е еден од најголемите партнери на Мурика, така? Ама вика со Русија ние ги си тргуваме во локална валута. Вика види, нешто имам уоколо, долар не ми треба, Нели нема дедоларизација? Каде се 100% тарифи на Индија? Вика многу сме блиску, вика ќе направиме договор со Индија наскоро. А кај се 100% за тоа што користат дедоларизација и уште 10% за тоа што се во БРИКС. Значи они треба статно да има 110% тарифа, така? Или како? Тако, Trump always chickens out. Ајде да продолжиме понатаму. Вика моментално Русија и Кина целосно го заобиколуваат SWIFT и тргуваат надвор од SWIFT, што значи дека не користат долари, не користат прозападни системи кои што моментално се апсолутно користени за санкции, за казнување, за тоа како ти мене нема да ме слушаш, има да правиш како ја што ти кажувам, нели? Стандарден колониалистички тип на размислување и моментално имаме целосна размена помеѓу Иран и Русија, повторно ќе речам, имам нешто околу надвор од доларот. Да не ти се верува, можело, така. Ова се најголемите членки во БРИКС, ова се огромни количини на население, огромни количини на размена. Имаше некои коментари од типот, кои се тие членки, некој таму, ко Виетнам, са демек Иран, Русија, Кина и Индија се мали членки, така. И нивната помеѓусебна размена каде што имаме целосно елиминирање доларот е небитна, така. Ако продолжите ви и така понатаму да мислите. Вика, Русија и Обединетите Арапски Емирати моментално 93% од меѓусебната размена надвор од доларот. Исто ништо, така. И Обединетите Арапски Емирати сиромашна држава. Нешто што има нафта, газ, такви работи, иначе другото сиромаштија, песок и висококатници, така. Со тоа што не само со Обединетите Арапски Емирати, вика дедоларизацијата на Русија вика настапува во целиот свет на арапскиот да речем полуостров, каде што моментално се спомнуваат три главни држави и тоа, како што веќе ги спомнавме, арапските Обединетите Арапски Емирати, Египет и Алжир. Така, ова се, пак ќе кажам, три земји кои што се екстремно големи. Египет, Алжир, посебно Алжир е една од топ 10 земји по население и една од најбрзо растечките економии во светот. Египет е членка на БРИКС, Алжир е потенцијална партнер членка, а нормално и потенцијална целосно, нели, членка на БРИКС. И што викаме сега овдека, нема дедоларизација. Не, нема. Тоа само кај нас во нашите глави, така. Вика Индија и Кина, вика, се договорија да продолжат, вика, со размена помеѓу себе во локални валути. The Economic Times, исто кинеска пропаганда очигледно,
со тоа што ова било во мај 2024 година. За жал не може да најдем понова информација, но ако тогаш се договориле да користат помеѓу себе локални валути, мислите дека не го прават тоа? Зошто би користеле долар, кажете? Двете најголеми држави во светот по популација и две од најголемите држави по економија, зошто би користеле долар кога разменуваат продукти едни со други? Ако продолжиме понатаму, Кина и Бразил вика исто така. Во 2023 година во октомври постигнале договор со кој што меѓусебната размена ќе биде направена во локални валути. Односно можело и така. Немало потреба доларот, така. И ова се само најголемите. Јас овдека не одам во детали, затоа што овдека сега можам да ви покажам како изгледа истото во Африка, кое што моментално се развива. Голем дел од членките на Африка, посебно оние кои сакаат да бидат дел во БРИКС, го прават токму ова. Почнуваат да тргуваат помеѓу себе надвор од доларот. Истото се случува моментално и со кој? И со членките во Јужна Америка. Бразил, Боливија, Аргентина и така натаму, имаат помеѓу себе договор да тргуваат надвор од доларот. Но за видеото да не трае премногу, го скратив и ги стави само главните членки и партите членки на БРИКС, за да видите дека има дедоларизација. Активно, не само што се случува, туку се применува во највисок можен степен, каде што овие земји помеѓу себе тргуваат 100% надвор од доларот. Магија, да не ти се верува, можело. Кај се 100% тарифа? Кога? Демек они не го знаат тоа, што они ги немаат видено овие вести? Или како? Тако, не можеш да очигледно не си толку моќен како што си бил претходно. Така ми изгледа мене работа. И орангутанус американус и неговата посрана империја. Индонезија и Кина моментално, само што донесоа јуни 2025 година, договор за меѓусебна размена надвор од доларот. Ма не заевај. Што значи дека моментално се повеќе и повеќе трансакциите помеѓу овие држави ќе се движат надвор од доларот. Што правиме сега? Индонезија само што влезе во договор со Мурика. Се фалеа дека тоа било еден од најдобрите договори што ги направиле. А во исто време, истиот месец, така речено, пред само еден месец, билатерални односи во кои што ќе имаме меѓусебна размена надвор од доларот. Кај се 100%? Каде? Индонезија и Русија вика, моментално вика ќе имаме размена во мај 2025 година надвор од доларот. Нели 100%? Или не важи тоа, пошто сега ни треба договори, а народов гледа дека ветивме 150 договори, а донесовме 3, и сега не е проблем, може ќе помине и вака. Тоа само за пред камери, као да е многу сум јак, 100%, така? Само тако, само тако. А сега, уште една од алијансите во Азија, која што ги поседува јужно-источните земји во азискиот континент, повеќе од 100 банки и сите овие држави кои што моментално спаѓаат во АСЕАН, само да видам дали се одека наброени, тоа се оние Лаос, Виетнам, сите оние кои се дел Тајланд и така натаму во централниот дел, моментално што вели ќе забрзаат што повеќе да се тргува надвор од доларот. Ова беше најавено во 2023 година, тоа беше едно од претходните видеа кои што ги имаме за дедоларизација, каде што активно зборуваат дека се повеќе и повеќе ќе се движи кон дедоларизација. Сега дојдеме во ситуација во која што се зборува уште повеќе да се забрза процесот на дедоларизација. Тоа значи дека овие земји веќе активно тргуваат помеѓу себе надвор од доларот. Сигурно ништо. Сигурно ништо. И ако продолжиме понатаму, Малезија вика ќе биде што поагресивна во прекинување да се користи доларот во меѓусебна трговија со другите земји, затоа што Малезија, ако се ќе во претходното видео, дури има и собствен орган кој што единствена работа му е да работи на тоа да ги казнува сите субјекти кои што активно користат долар на нивната територија. Малезија е моментално, ако не се лажам, петата по големина држава кога станува збор за население и една од најголемите економии во светот. Египет официјално престана да користи долар во било каков тип на меѓусебна размена со останатите земји февруари 2024 година. Да не престанале случајно во меѓувреме. И вика Ирак, како се сеќавате, што во 2023 година го забрани користењето на долар на сопствена територија. Не знам зошто, посебно за Ирак, не знам зошто. Вика моментално 5 банки се целосно банирани од користење на било каков тип на трансакции во доларот. Во времето на Садам Хусеин, кога падна неговиот режим, вакво нешто да се случило, замислите што ќе направиле. Уште една војна, така. А сега вика нема вика користење веќе на доларот. Нели нема дедоларизација? Нели доларот вика како долар is king, така. И сега што правиме на крајов? Не само тоа, него вика
11 земји официјално вика од 2025 година нема веќе да користат долар. И тоа нормално ова ќе биде постепено изземање на доларот од нивните берзи, од нивните секојдневни трансакции, од нивните банки, но вели Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Казахстан, Киргизстан, Молдавија, Русија, Таџикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина, што во превод е уствари што? Целиот Советски сојуз, ќе престанат да користат долари. Нели нема дедоларизација? Нели тоа е само во нашите глави, а? Пак ќе ве потсетам на една интересна работа. Од целата оваа приказа они може да се кажуваат што сакаат. Идејата дека на крајот од се, кој што можеме да видиме, дедоларизацијата не само што постои, не само што се случува, туку и со забрзано темпо. И сите индикатори, се што моментално гледаме на пазарот, покажува дека истата ќе продолжи со уште поголемо темпо, со уште поголем замав, со уште повеќе земји кои што не се од кампот на бивши колонии, кои што ќе се приклучуваат кон БРИКС, а ќе излегуваат од овој геријатрија 7 тип на западњачки сојуз во кој што или сте робови, или ќе ве казниме. Така да пак ќе оставам. Вие, еве јас со соодветни информации ви покажав дека тоа се случува, а вие понатаму слушајте што ви кажува Кале преку нивните гласноговорници во Шител и Анал 5. Како и да е, ние ќе продолжиме да работиме. Ви благодарам за вашето внимание, се надевам дека уживавте и на крај како и секогаш би ве замолил за еден лайк, шер, сабскрајб и комент на нашата содржина. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.